Прв пат по 40 години во Македонија ќе се гради рудник. Компанијата Сардич МЦ денеска во Казандол во Ландовско го постави камен темелникот на рударскиот комплекс за производство на катоден бакар. Станува збор за англиско-украинска инвестиција која е проценета на 35 милиони евра, а во првите 7 години се очекуваат приходи од околу 135 милиони евра или околу 20 милиони евра годишно. Во комплексот ќе биде изградена фабрика во која ќе бидат вработени 250 лица. Со производство треба да започне за 1 година. Компанијата одлучи да инвестира во Македонија по 2-годишни истражувања кои покажаат дека на Казандол има резерви од 33 милиони тони рудна количина, а на досега за експлоатација се потврдени за 20 години. Капацитетот на рудникот е 4000 тони катоден бакар. Според премиерот Емил Димитриев, кој присуствуваше на поставувањето на камен темелникот, оваа нова инвестиција ќе отвори нови работни места со што ќе се намали невработеноста, но исто така придобивки ќе има и градежниот сектор, а позитивно влијание ќе има и врз растот на извозот и на индустриското производство. Денес тука, во Валандово, одбележувајќи го почетокот на инвестицијата на Сардич за изградба на рударски комплекс Казандол, одбележуваме старт на исклучително значајна инвестиција за Валандово, за граѓаните на Валандово и соседните општини, но и исклучителна значајна инвестиција за рударскиот сектор во Република Македонија. Двегодишните детални истражувања на рудниот потенцијал во Казандол, посветената работа и соработка на представниците на Сардич, државните институции и локалната самоуправа, денес резултираа со почнување на градежните работи за изградба на рударскиот комплекс Казандол. За вице-премиерот Владимир Пешевски во рударскиот сектор во Македонија постои простор и потенцијал за нови инвестиции. За прв пат по речиси 40 години се започнува со изградба на нов рудник во нашата држава. И тоа токму тука во Казандол Валандово. Со задоволство истакнувам дека Република Македонија ќе добие нов современ рудник и оваа инвестиција вредна 35 милиони евра со предвиденото остварување на приходи од околу 135 милиона евра само во првите 7 години ќе придонесува во економијата околу 20 на милиони евра годишно во следниот период. Директорот на дирекцијата за зони Виктор Мизо посочи дека иако постои историја за развој на рударството во Македонија, овој проект ќе биде можност за заживување и подигнување на свеста за рударската индустрија во Македонија и ќе има големи придобивки за државата. И председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, кој присуствуваше на поставувањето на камен темелникот на новиот рудник, на социјалната мрежа Facebook ја поздрави реализацијата на оваа инвестиција. Добра вест за Валандово и регионот. Денес започнува инвестицијата на Сардич МЦ за изградба на рударскиот комплекс Казандол за производство на катоден бакар. Инвестиција која е од исклучителна важност за целиот регион на Валандово и соседните општини, особено важна за целиот рударски сектор во државата. На оваа инвестиција се работеше подолг период. Првите мои контакти со инвеститорот беа уште во 2013 година. Повеќе годишните разговори, како и најмалку 2-годишните детални истражувања на теренот, надополнети со посветена работа и ангажман на тимот за инвестиции и локалната самоуправа, резултираше со отпочнување на инвестицијата во вредност од 35 милиони евра, која ќе значи нови 250 работни места. Раководството на компанијата истакна дека Македонија е одбрале како земја за инвестирање по долго проучување на многу други земји, како Куба, Африка и Европа. Покрај концесијата за Казандол, компанијата Сардич МЦ врши истражување во Плавуш во Валандовско и во Петрошница во Старо Нагоричане.